56-годишниот Илија Петрески од Прилеп со алкохолот започнал да се дружи во младоста и кошмарот траел цели 30 години. Низ годините им нанесувал болка на своите најблиски, а животот едноставно поминувал покрај него. Еден ден решил да стави крај на пијанствата, да го врати мирот во семејството и радоста кај неговите деца. Илија абстинира веќе 11 години. Јас едно саботно утро се разбудив, така речи се погледнав во огледалото на вистината и сватив дека повеќе така не може. Бев ставен, така речи, на избор, или ќе се откажам од алкохолот, или повеќе нема да постојам. И побарав помош во нервното одделение. Од тогаш Илија несебично им помага на сите кои што имаат проблем со алкохолот. Напишал 2 книги, има своја интернет страна, но тој имал среќа што во неговиот град има клуб на лекувани алкохоличари. За да се одржи абстиненцијата, потребно е тој да се алкохоличар, абстинентот да се едноставно да го промени начинот на животот, на неговото размислување за алкохолот, да се дружи со луѓе слични на себе, кои што не пијат, од кои ќе земат пример, кои ќе го мотивираат да издржи и кои што секогаш ќе бидат спремни да му помогнат. Психијатарот Павлина Васкова, која се занимава со оваа проблематика, вели дека во секој поголем град треба да се отвори по еден ваков клуб, бидејќи 7 не се доволни за цела држава. Специјално за Нова ТВ открива дека во државата се создава нова категорија алкохоличари, а децата со пиење почнуваат уште во основните училишта. Нешто што последниве години, посебно последнава година повеќе се забележува, тоа е се поголема злоупотреба и јавување за третман, посебно тука кај нас во Дара Џамбас во советувалиштето на интелектуалци, луѓе кои што се на видни места со функции, кои што веќе развиле зависност, заради тоа што, знаете, стресниот начин на живење доведува до една депресивност или субдепресивност, кој колку и како може да ја помине, така да некои излезна одјаат во злоупотреба на таблетки, злоупотреба на алкохол и многу често, посебно кај женската популација, мешање таблети за смирување, за спиење и алкохол, што уште повеќе го комплицира проблемот. Минатата година престана да важи државната стратегија за борба против алкохолизмот. За годинава нема нова. На рекламите беа потрошени дури 600.000 евра, но тие траеа кратко. Не се види дека државата прави напор да се искорени ова зло. Инспекторите казнија неколку гранапчиња кои продаваат алкохол по 19 часот. Во соработка со МВР и неколку родители влегоа во дискотеките да видат што прават нивните деца. Стручњаците предлагаат на проблемот да му се пристапи сериозно, да се зборува уште во градинките, а државата да престане да стимулира и организира фестивали посветени на алкохолот. Може е убаво да некој дојде и проба, меѓутоа на тони да некој даде бесплатно да се пие алкохол, навистина е апсолутно контрапродуктивно. Тука веќе нема ни реклама, мислам, на некој произведувач и така, тоа се све па производство на домашна ракија, па не знам. Значи може да се промовираат градовите веројатно, меѓутоа на некој попозитивен начин, не само уз алкохолот сигурно, ама и тоа врти многу пари, веројатно и тоа е причината. Илија сакал да допринесе нешто, дури направил програма која со радост ја понудил во владата на Денот на идеи. Јас на премиерот и на 4-5 министри им доставив план и програма. Добро, за нив може би си велат, па еден пијаница наш ни кажува. Нека биде и така. Меѓутоа, ако идеите беа добри, јас ги замолив во дело да ги спроведи паметен човек. Апсолутно никој ништо не реагираше. Македонија е земја каде е традиција да се произведува ракија и вино. Од друга страна се регрутираат армија млади луѓе кои секојдневно пијат алкохол. Освен нивните семејства страда и здравствениот денар поради болестите и сообраќајните несреќи предизвикани поради алкохолот. Се проценува дека има од 60 до 80.000 алкохоличари, но точниот број никој не го знае. Лекарите велат дека 1/3 од нив се излекуваат, исто толку умираат. Илија тоа добро го знае и затоа упорно продолжува со неговата мисија да помага таму каде што државата кренала раце. Јас, одлучив и не сакам да бидам рамнодушен, својот живот ќе посветам исклучиво на тоа што ми преостанува. Свесен сум дека многу не можам да дадам.
се надевам дека што повеќе разумни луѓе ќе се приклучат кон оваа, ајде да кажам, хумана акција, кон ова би требало да биде најголема армија која што се бори со најголемото зло за целото човештво, тоа е алкохолот. Напоменав, алкохолот е зло од кое што се раѓаат сите други зла.